ќе се изготвува регистар и скрининг за причинителите на ненадена смрт срцева смрт кај млади лица. На оваа тема разговарам со професор доктор Златко Јаќовски, председател на Сдруженијето Судска медицина, нашиот добро познат професор на оваа тема, кога е судската медицина во прашање. Добро утро. Добро утро. Професоре, генерален регистар за ненадена срцева смрт кај млади лица. Многу често слушаме како приказна од блиски пријатели, ги познаваме, не ги познаваме, дури некои лица кои што се млади спортисти, кои што ги познаваме со постигнување на високи резултати, еден здравствен начин на живот, спортски живот, живот во кој што чести прегледи се случуваат и така натаму, да доживеат ненадена срцева смрт. И се поставува прашањето: здрав беше, во одлична снага, и што се случи? За жал, ненадената срцева смрт во глобално ниво, не само во Македонија, има голема стапка и за жал починуваат млади луѓе. Причините може да бидат мултифакторијални, не е само една причина, пред се стил, начин на живот, стрес, навики на живење, пушење, земање на одредени медикаменти, но секако не смеме да исклучиме и генетската предиспозиција. И заради тоа, кај ваков тип на случај, многу тешко е да се докаже причината за смртта. Ние на Институт за судска медицина работиме со опсежни анализи, кои што се соодветни судско-медицински протоколи, каде што некој пат не можеме да дојдеме до точната причина за смрт. Тоа што е неопходно потребно да се направи кај ваков вид на случај е да се побара судско-медицинска обдукција. Најголемиот проблем кај нас е тоа што овие случаи ние ги губиме од проста причина кога станува збор за некој лице кое што починало во здравствена институција, истражните органи, тоа е обвинителството, немаат интерес да тераат истрагата, заради тоа што не постојат знаци за насилство или некое сомнение за насилна смрт и како резултат на тоа не бараат обдукција. И на тој начин ние тој случај го губиме. Кога некој ќе почине во здравствена установа, заради тоа што станува пак збор за младо лице, ненадена смрт, кој што представува огромен шок за семејството, во тој момент семејството одбива се направи судско-медицинска обдукција. И на тој начин тие случаи ние ги губиме како податок дека настанала таква смрт и од која причина, и ги немаме точните податоци за самиот број и причината за смртта. Инаку, кога ќе се сработи на судско-медицинска обдукција, покрај тоа што ги гледаме ние морфолошките промени на телото, во секој случај ние земеме и мали материјали од сите органи за хистопатолошка анализа, токсиколошка анализа и биохемиски параметри. Бидејќи смртта е многу брза, од прилика за еден час, честопати ние не можеме и со тие анализи да утврдиме причина за смрт и откако ги склопиме сите коцки од мозаикот, тогаш ние знаеме дека стане збор за срцева смрт, но не знаеме точната причина зошто е таа срцева смрт. Заради тоа, пред едно 4-5 години од прилика добивме проект преку Министерството за наука за имплементирање на генетски анализи за докажување на ненадена срцева смрт, кој што заврши многу успешно. Тој проект и од тогаш почнавме да правиме генетски скрининг само на тие случаи што ние ги имаме. И работиме на 95 генетски полиморфизми, тоа се 95 генетски мани што може да ги има едно лице. И како резултат на тоа ние точно поставуваме диагнозата и исто така, освен тоа што ние знаеме диагнозата и како вид на генетска мана имало тоа лице, ние може да утврдиме и дали таа генетска мана може да биде трансферирана кај негови блиски роднини во семејството, например, доколку е родител, дали може кај неговите деца, дали ги наследил од мајка, татко, па тие може бидат кај неговите брат и сестра. Значи, целта е, освен што ние ќе ги детектираме тие случаи на ненадена срцева смрт, ние преку покојните имаме тенденција да ги спасиме и живите, односно со едно генетско советување и согласност од роднините на покојниот, да се направи кај нив генетски скрининг, да се види дали тие имаат таква генетска предиспозиција со цел тоа лице понатаму преку колегите од кардиологија, интерна медицина и така натака да биде соодветно следено, третирано за да се спречи една таква смрт. Тоа што е професоре, ова што кажувате и не кажавте дека имате поддршка од
медицинскиот факултет, исто така и од Фондот за здравство, за целиот овој процес и ова истражување, но за да може да го реализирате, најголемата поддршка ви е потребна од семејствата, во суштина. Така, значи институционално ние имаме огромна поддршка и од раководството на медицинскиот факултет и од Фондот за здравствено осигурување кој што оддели посебен буџет специјално за овие анализи. Многу е важно тоа што треба да се направат и едукативни кампањи, дали преку медиумите со гостувања во училиште или така натака, каде што на луѓето ќе им се подигне свеста за значењето за правење на една судско-медицинска обдукција или доколку некое нивно лице починало од ненадена срцева смрт, а било во релативно млади години, сега збориме негде до 45-50 години, од полно здравје, да се обратат до кардиолог или до некое лице кое што е специјалист по генетика, каде што ќе може да ги добијат точните информации каде тие би можеле да бидат упатени за понатамошен скрининг. Значи, станува збор за една проблематика која што е мултидисциплинарна и не може да биде работена само од една специјална. Значи, тука влегуваме ние како судска медицина, кардиолозите, спортска медицина, молекуларна генетика и така натака, каде што сите ние заедно може да го направиме тој систем да функционира одлично, се со цел да кажам да се детектира точниот број на ненадена срцева смрт кај млади луѓе и да се спречат смртни случаи кај нивните роднини. Значи ние си имаме кај нас на судска медицина соодветни протоколи, но тој генерален регистар во Македонија не постои. Не постои ни во регионот. Значи секоја една држава си работи на свој начин и тие генерални регистри всушност не се ни обелоденуваат, а тоа е многу важно заради тоа што вие ако имате точни податоци ќе знаете како да креирате здравствена политика. Значи нашите институции како може да креираат здравствена политика кога нема точниот број од што умираат луѓе во држава. И заради тоа, значи пред 2 години формиравме еден вид на здружение за ненадена срцева смрт во Балканскиот регион, каде што влегуваат буквално сите држави од целиот Балкан, со помош на наши колеги и пријатели, врвни експерти од оваа област, од Англија, Швајцарија, каде што изготвивме еден протокол кој што сега го дисперзираме во сите држави и сите држави на ист начин да ги собират и да ги полнат тие податоци во тој систем и да се изготви генетска популацијска студија за овој регион и да видиме кои се најчестите генетски полиморфизми кои што доведуваат до ненадена срцева смрт во Балканскиот регион. Ова е еден многу голем зафат, многу големо истражување, многу голем проект. Верувам дека ќе потрае, ќе извесен период. Да, ќе трае со години. Ќе трае, да. Кои се очекувањата? Велите тешко се диагностицира. Кои се очекувањата дека ќе ја постигнете целта, дека ќе дојдете до главните причинители, да не цело време имам чувство дека како на граѓаните за да се смири некое прашање на страна на семејството, зошто се случило некоја ненадена смрт, кои биле причинителите, здравствените работници за да ги смират во прва линија велат добро начинот на живот, загадувањето, некако општо се даваат причинители кои што може да бидат причинители, затоа може и да не бидат. И како се дека се случува од, не знам, го споминавме, загадувањето, лошиот начин на живот. Да, гледайте се, сето тоа допринесува да дојде до некаква болест или до срцева смрт. Но ненадената срцева смрт настапува оној момент кога вие сте потполно здрав. Значи гледаме спортисти на спортски надпревар во полн трк добива срцев удар и умира, така, значи тој претходно не бил болен. Тоа е најголемиот страв. Значи тука збориме за тој вид на генетски мани кои што кај здрави луѓе доведуваат до срцева смрт. И на овој начин кога ќе се обработи од целосен аспект еден таков случај, ние точно на роднините ќе знаеме да им кажеме од што починал тој нивни роднина. Значи нема да нагаѓаме дека било загадување, била храна, било стрес или така натака. Да, тие може да бидат тригер или јака физичка активност да дојде до ненадена срцева смрт, но не секој умира од тоа, така? Значи вие ако немате предиспозиција, нема да умрете од тоа. Така, се чини дека тоа го слушаме како изговор за се. Се што ни се случува дека тие се причинителите. Велите дека е потребен да се направи унифициран протокол. Го споменавме регионот, споменавме дека ќе имате и еминентни професори кои што ќе ги
консултирате, кои што ќе работат дополнително, ќе бидат ваши поддржувачи. Што значи тој унифициран протокол? Тоа значи дека сите постапки од клинички испитувања, диагностички процедури, обдукциона техника, начин како се прави таа дисекција на срце, точно од каде се зима материјал, колку време треба да се фиксира, како да се анализира на хистологија, точно кои генетски полиморфизми ќе се работат, кој вид на токсикологија, сите институти што се влезени во овој проект треба да работат на ист начин. Зошто? Заради тоа што резултатите што ги пополнуваат во тој регистар мора да бидат точни. Да не биде се дека ние работиме една техника, карикирам во Бугарија, друга во Грција, трета. Сега, иако вие велите дека имате најсовремена техника и така натаму дека по најсовремени протоколи работите, сепак не си исти како, не знам, спомнавте Бугарија, Србија. Во главном се исти, но овдека не смее да бидат во главном исти. Мора да бидат 100% исти. И заради тоа, овој протокол мора да биде унифициран точно во сите држави. Таму каде што немаат соодветни инфраструктурни услови, нормално дека сите ни институции што сме подобро опремени, стоиме како аутсорсинг лаборатории каде што може да помогнеме и со договор меѓу нас да ги и направиме сите тие анализи. Значи многу е важна финансиската поддршка. Значи овие анализи се навистина прескапи. Сега зборам за македонски стандарди, се навистина многу скапи и се обидуваме да аплицираме во некои од проектите од Европска унија, Horizon и така натака. И се надам дека во блиско време би имале некој успешен одговор од нив, заради тоа што навистина аплицираме на повеќе полиња и како резултат на тоа би можеле, еве од финансиски аспект, да ги покриеме бар тие научни истражувања, заради тоа што ние не работиме анализа само кај луѓе кои што починале од смрт. Нас ни требаат и популацијски студии кај здрави луѓе. Кај луѓе што мислат дека се всушност здрави, а тие не се здрави, ме разбирате? Значи, треба да се направат такви популацијски студии во целиот регион, за ние да може да ги фатиме тие генетски полиморфизми, а тоа се навистина многу пари, многу работа, тоа се преку илјадници случаи што ќе треба да се анализираат. Се надевам дека ќе одговориме ние граѓаните со поддршка, пред се, без разлика кој во каква здравствена состојба е, бил и така натаму или негов близок, со поддршка кон вас, затоа што ние сме главната алка, инаку како би дошла до оние резултати кои што се потребни да го заокружите истражувањето. Да, така е, треба, значи поддршка пред се од медиумите, значи треба да направиме една добра кампања, да се едуцираат луѓето во нашата држава и во регионот, заради тоа што најголем проблем во секоја една држава е лошата информација и лошата едукација. Значи вие кога имате спремен народ кој што ќе знае да прими и да ја процесуира таа информација, тоаш оди се полесно. Така да, ќе биде тоа заедничка работа на сите нас што да го работиме од научен и стручен аспект овој дел и вие како медиуми да не поддржите и да го завршиме овој проект успешно, кој што кажувам, нема да треба од денеска за утре, туку во следни десетици години, заради тоа што ова е never ending story. Значи ние никогаш не можеме да застанеме со научните истражувања и секој ден нов податок те води кон друга врата да ти откриваш други нови податоци и тоа е убавината всушност во науката. Значи ние тоа што го знаеме не е ни капка во морето. Имате поддршката од нас. Морам надвор од се ова што зборовме да ве прашам и дополнително нешто. Вие сте репрезент на здравиот начин на живот, покрај тоа што и вашата работа навистина е една поспецифична, постресна, ќе речете една од постресните професии, притисокот, напорот, психичкиот и мирот го ногете веројатно освојувајќи ги високите врвови, планините низ светот. За начинот на живот, можеби кој што е клучен, како успевате да го балансирате сето тоа, е еден совет кој што ќе го поварам од вас, како за крајот на разговорот, со оглед на тоа дека сите сме во трка со времето, дека сите сме во трка и со премногу информации, желбата да посветиме внимание на себе и на своето здравје, но од друга страна па и да одговориме на сите работни обврски кои што ги имаме постојано, трката до добра позиција, до економски бенефите, секојдневно и вие го знаете, тоа истото го живеете, и како да ги посоветуваме граѓаните, особено оние кои што се во полна снага и работоспособни. Што да ги посоветуваме? Па и помладите, кои што сега навистина го даваат најголемиот напор. Значи, прво, ние како здравствени работници треба со својот личен стил и начин на живот да бидеме еден вид на олицетворение на здравјето, така. И секој пат ние како здравствени работници треба да делуваме превентивно. Значи со совет како до добар и здрав живот.
И најубаво е кога тоа ќе го покажете преку некој личен пример. Така, јас на пример сум го избрал спортот пред се планинарењето и тоа ми е навистина прекрасен еден детокс од сите тие дневни активности кои што па некој пат и во текот на целиот ден ги имам како стрес за мојот организам, заради тоа што ние секој ден се соочуваме со смрт. Тоа е нешто најлошо што може да му се случи на еден човек, така и на неговото семејство. И вие тоа го акцептирате, ние не сме роботи. Значи тоа делува на нас и јас сум си го нашол тоа како мој детокс во спортот. И што би им порачал на граѓаните дека ние треба да си го најдеме модусот како да ги избалансираме тие сите стресни ситуации што ги доживуваме во тек на дневните па и семејните активности, нели денеска живееме во многу брзо време каде што буквално се сакаме да постигнеме, да се посветиме и на деца и едно и друго, а е тоа невозможно и едноставно да не се стремиме баш во идеално брзо време да постигнеме некои резултати, заради тоа што со долга, упорна, истрајна работа резултатите ќе си дојдат и по подолг период. Да едноставно да не се стресуваме и да не се форсираме да постигнеме нешто што побрзо, а тоа да штети на нашето здравје. Значи, самите да си го најдеме тој некој модус кој што на нас ќе ни дава и мотив плюс да продолжиме, но исто така и начин како би го ослободиле тој стрес од нашиот организам. Ја би препорачал спорт, прошетки, патувања, концерти, тоа од мене. Ќе го послушам вашиот совет. Ви благодарам, докторе, благодарам за одвоеното време. Имате нашата поддршка во целокупното истражување и тука сме да ги следиме таковите како ќе се одвива. Благодарам.